добро дојдовте во новото издание на подкастот XYZ. Јас сум Димитар и со моите колеги од Фондацијата Impact.net продолжуваме да го промовираме зелениот договор на Европската Унија. XYZ не представува нас, новите генерации, кои што имаме нови визии за зелено општество. И во ова ново издание на подкастот XYZ имам интересен гостин и интересна тема. Останете со нас до крај. Извидништвото представува мокен инструмент во развојот на младите и им овозможува придобивка на нови животни вештини. Преку извидниците, младите се потикнуваат да бидат активни, да истражуваат и да ги негуваат врските со природата. Овој вид на активности ги поттикнува физичките и здравствените аспекти кај младите, но исто така ги подобрува и нивните социјални и емоционални интеграции. Извидниците им овозможуваат на младите да дознаат повеќе за природата и за нејзиното значење, но исто така и да станат заштитници на животната средина. Преку овие искуства во природата, младите имаат можност да ги научат вредностите на тимската игра, лидерството и самостојното одлучување. И со овој начин ќе бидат подготвени да се справуваат со предизвиците во секојдневниот живот и кариерата. На оваа тема за гостин го имаме долгогодишниот извидник професор Ангел Чегушев. Младите би имале навистина среќа доколку го имаат за професор, верувам дека става петки, но тој е и нивен пријател. Активен во природата, со извидништвото, го знам многу одамна и чест ми е што денес го имаме за гостин во форум Impact, господин Ангел Чегушев. Добар ден, професоре, како сте? Добро, благодарам за поканата во студиото на XYZ. Дали добро го една формула од Алберт Ајнштајн. Ви благодарам за поканата и се надам дека денеска ќе си направиме убав момент за младите и животот и престојот во природа. Неминовно ја прашам, ставате ли петки? Генерално да, значи денеска децата ја тврдам се премногу активни, ако ми викаат дека се премногу во седативна положба и дека компјутерската и информатичката технологија дека ги поклопила, но сепак деца јас сметам дека се многу активни од причина што голем број од нив возат велосипед, монбајкот го тераат безпрекорно, доста џогираат, активно се движат во градски парк, значи младите се активни. Јас сметам дека се активни. Така, имаме доста прашање, но еве како тема во проектот ни е промоцијата на зелениот договор на Европската Унија, каде што неминовно нели нашето присуство во природата, но нашето присуство без отпечатоци кон природата, без да наштетиме. Долги години сте со извидништвото, ќе разговараме и за вашите почетоци, за она што го правите со извидниците, но може ли една информација од најновото она што се случуваше минатата недела, имавте пошумување? Па вака, значи пошумувањето беше во рамките на меѓународната кампања на веќе 3 години кампања во Република Северна Македонија Боренка, која што е финансирана од Министерството за надворешни и европски послови на Хрватска, Бирото за регионален развој и партнери се сојузници на Хрватска и сојузници на Македонија. Ние како извиднички оддел Димитар Влахов бевме логистика на опожарените подрачја на терените на езерото Младост. Уствари Боренка е нам сочена да ја подигне свеста кај локалното население за средување и уредување на опожарените подрачја. Јас тврдам дека она нешто, тие 1000 станици кои што ги посадивме, може би ниедна нема да успее, но мора да се продолжи, односно со тоа даваме го подига апел до младите, до местното население, до локалната заедница, дека ние мораме да се грижиме за опожарените подрачја. Доколку не се грижиме за опожарените подрачја, секогаш ќе останат опожарени. Вака така мора да се почне од некаде. Да. И у суштина, еве ќе мислам, самите знаеме хрватите како почна. Сплит гореше, Сплит кај што се сади е жив камен, ама они постојано садат и со тоа даваат испраќаат рефлексија дека треба да се води грижа и за камените подрачја околу Сплит. Тоа е само поентата дека треба да се води грижа за секој делче кое што е опожарено. А кај нас многу
ситуацијама кога намерно се пожаруваат за да понатаму тие локации прерастат во нешто што не треба да прерастат. Со тоа си ја губиме и природата и го губиме секој сантиметар квадратен кој што треба да рекреираме, а се почнеме да ги тие сантиметри квадратни кои што ги опожариле, сега ги бетонираат. Да, и жално е што подоцна велиме дека има пораст на температурата, а реално или загаден е воздухот, но тревата не го прочиста воздухот, тревата е декорација, она што ни е Јасно. битно е дрвијата. Ние минатата година имавме мапирање на зеленилото, очигледно е дека во Велес и видливо е дека има доста голини Максимално, дека премногу има. и 1000 садници, супер е да се има нели секоја година, но тоа е премала бројка, кај нас треба да се случуваат посадувања со милионски садници. Ова акција, значи, ја работевме, бидејќи мораме и како да водиме грижи за општествената одговорност и сега нашето поранешно ССУ Колен Деоковски, сега државен училишен центар, регионален центар за стручно образование, мора да појави и општествена одговорност, па така да и општествената одговорност ја прикажуваме, бидејќи целната група на луѓето кои што беа вклучени беа од ученици од Колен Деоковски, ученици од прва година, да покажат и општествена одговорност кон нашата локална заедница. Јасно. Добро, во поглед на вашите активности, ќе ве вратам сега на почетокот. Како влеговте вие во извидниците, за да дојдеме до темата, нели, што е извидништвото? Многу одамна, пред 40 години без носе. Како Па вака, значи граѓански активист или тогаш директно се зачлените? Значи ја не знам како се зачленив, да ви кажем искрено. Тоа бе, мислам, во пред 40 години, некаде 82 година, значи јас сум на возраст од 10 години, невладини организации, тоа немаше појма ни издруженија, значи тоа беа 2-3 организации, Црвен крст, извидници и организација на жени. Амин, други немаше. Тоа беше, значи, и тогаш да регистрираш во тие години да регистрираш здружение, требаше 500 документи да појдат раците на тогашната милиција, МВР, СВР, УДБА, МУДБА, значи немаше легален пристап на граѓанско здружување. Но ете, ние како извидничка организација на терените на градот Велес сме повеќе од 100 години, бидејќи првиот скаутски стек, уствари првата извидничка организација, скаутска организација формирана во 1922 година во Велес, во тогашната Вардарска бановина и ја формирал еден од првите министри за финансии во Федеративна народна република Југославија, господинот Васил Ѓоргов, и секојаш Велес имал традиција за извидништво. Така да јас извидништвото го како организација ни беше презентирано, тогаш постоја извиднички чети во секој основно училиште, извидничка чета Васил Лавинов, општ упис, каде сите таму ја, значи по инерција со другарите беа позаинтересирани од мене, но другарите се откажа, ја останав. Работава е дека ето останав од 82 до ден денеска, значи ги поминав целокупниот систем на обука и по хоризонтала и по вертикала, значи ги оставив сите можни од признања, сите степени на образование, од прв цвет до трета звезда во тоа време и гордо кажам дека овој знак што го носам и овој знак што го носам, ако е со црвена петокрака, многу пати не обвинува дека ова сме било комунистичко одликување, но за мене не е комунистичко, ова е извидник партизан и ова беше гордост да се добие во поранешна СФРЈ, затоа што кој ќе помине целиот степен на образование од првиот цвет до третата златна звезда се добиваше овој знак извидник партизан. На денот на тогашна 29 ноември, денот на државата, тогаш во Београд не одликуваа сите 18 годишни кои што го имавме тој систем на обука поминато. И мислам дека после ова бев во распадни Југославија бев одликуван со златен јаворов лист, кој што и тој го носам. Тоа беше најголемото сојузно признание во тогашна СФРЈ, кој што многу малку ги имаа добиено на возраст од 18-19 години. Значи Македонија во тоа време можам да кажам бев еден тип на репрезент за извидник кој што за многу брзо ги поминав сите обуки и едукации. И самото тоа, сите овие мои обележја кои што ги носам, допринесува во 2000 година на покана на Свезата Борников Словенија, уствари тоа е Сојуз на извидници на Словенија,
да го започнам и инструкторската обука. Словенците видоа во мене кадар, бидејќи во тоа време ќе бев и дипломиран професор по спорт и дека сум веќе човек од образовниот процес, а многу е битно да во извиници работат луѓе од образование. Бидејќи тоа е неформална едукација, но сепак ние наставниците, учители, знаеме тоа како треба да го пренесеме. Методика сме учеле, дидактика сме учеле и знаеме како да работиме со младите. И во 2000 година почнав да го учам курсот за инструкторскиот вудбет систем да го совладувам, односно инструктор од прв степен во 2 години во Словенија бев на престој по месец дена, го добив првиот инструкторски степен или првиот вудбеч, а по 2 години го добив и вториот инструкторски степен, вториот вудбеч, кој што во Република Македонија, многу пати ќе кажа што значи тоа вудбеч, тоа е како некаде како карате, во карате да имаш 20 дан. Значи, кога имаш 20 дан, многу, мислам... Признание и достигнување. Да. Секако, тоа мое максимално вложување во извиничката организација, како млад, тогаш ни беа отворени широко можностите за движење. Значи, најголемиот предизвик беше можноста за движење. Овие млади деца сега немаат можноста за движење. Ние тоа живееме во една Југославија која што беше широко отворена, и за во државата и надвор од државата. Не постоја визи, не постоја пасоши, па сега и нема и пасоши, меѓу другото. Значи, начин кој што ние можеме да се движиме. Значи, јас, многу пати со цифри ги кажам, со некој сегашни 600 денара пари, да го ставиш ранецот на грб, да се качиш на воз, додиш до Љубљана, 3 дена во Љубљана и со возова се вратиш назад. Толку пари, 600 денара. Добро, сега за 600 денари и до Берлин се оди. Видите, може, ама во тоа време ние бевме реално да кажеме во извиници деца од пониски социјални средини, кои што нашите родители не беа богати, не беа нешто уау, дека се нешто позиционирани, и со мали пари ние можеме да си дозволиме да се движиме. Нашиот начин за движење низ Југославија ни овозможи да едноставно имаме голем број на пријатели, кои што до ден денеска ги одржуваме тие пријателства. После понатаму ќе кажам и за тоа, тие пријателства пред 40 години дека се уште ги одржаваме. И на тој начин тоа движење, можност да слободно движење по Балканот ни овозможи да многу повеќе неформално се едуцираме, да ги запознаеме сите култури, да знаеме што е и исламска вероисповест, и католичка вероисповест, и православна вероисповест, да си се дружил со луѓе од Босна, од Хрватска, од Словенија, од Србија, од Македонија, од Косово, од Санџак. Значи, тоа беше една голема школа која што едноставно сега го нема. Сега постојат повеќе можеби можности, но прашање е колку е тоа искористено од денешната младина. Постојат можности, јас стално заговарам дека ние треба Затоа што ние немавме интернет. Јас се сеќавам кога аплицирав за првите семинари, одев по интернет кафења за да аплицирам. Јас ќе ви кажам и за интернетот, понатаму по факс да пратиме пријава. Начинот на функционирање, слободата на движење беше поголема. Сега и безбедноста на движење, мора да кажам, беше побезбеден просторот за движење. После тоа друг менталитет на живот беше во Југославија. Не дека јас сум југоносталгичар, па жалам за Југославија, да не бидам погрешно сватен, но начинот на кој што ние растевме беше по-либерален. Значи, не бевме оптеретени ни со политика, ни со ваа партија, ни десна, ни лева, ни централ, значи, тоа нас не оптеретуваше, нас не беше битно да си го земеме ранецот, шаторот и 3 дена убаво да си поминеме. На кој камп да отидеме низ поранешна Југославија претежно, а тука беа и околните балкански држави, Бугарија, Грција, Романија, Будимпешт, Маđарска, бидејќи Маđарска во тоа време уште се извинувам, ако беше уште не беше раздружена од Советскиот сојуз, од тој пакт, имаше скаути, ако им беа забранети, и имавме многу така можности да едноставно ги видиме и другите култури. Да. Ете, на тој начин, тогаш можеби тоа сега е Еразмус, ама тогаш ние Еразмусот сме го поминале многу на друг начин. Друга организација. Да. Колку сметате дека е важно младите да бидат активни во природата и како извидништвото ги поддржува тие вредности? Значи, младите мора да бидат активни. Значи, мора да бидат активни во природата. Природата е
еден обичен, тоа е место кај што едноставно се само едуцираат и само образуваат од причина што? Значи ти да отидеш да се не повеќе 3 дена да престојуваш во природа. Значи треба да знаеш да подигнеш шатор. Зборувам за не дојме сега во некое летувалиште детско и таму не. Значи да типичен хардкор престој во природа. Значи си поставиш шатор, да си изготвиш, да си подготвиш храна, ако врне да се заштитиш од дождот, да си направиш храна која што ќе јадеш и петок и сабота и недела, да си подготвиш. Тоа е многу битно, бидејќи деца денеска во тој дел си имаат проблем. Значи чекаат мама и тато да им сготват, не јадат граф, не јадат спанек, не јадат јалигра, не јадат грашок. И грашок испадна приказна, значи Ја имаме новинарката која што ја криваше за грашок. денес. Ете, уствари ете таа е поента да не ќам грашок. Ја убаво си помислив да си земам 2 бурека, оти Снежо нема потреба да ми каже да јадам грашок. Ете, тоа е најголемиот проблем. Значи децата, младите имаат високи побарувања во делот на исхраната, на престојот од типот јали ќе спијам у шатор, ама не можам у вреќа да спијам, ама кај ќе во ВЦ, тоалет нема. Значи се има, значи ако се сака се може. И младите мора да размислуваат да размислуваат на живот во таа насока, да го осознаваат природата. Значи самите да бидат присутни, ние стално викаме нашите хотели се со милион звезди. Хотелот со 5 звезди и all inclusive е окей. Ама сам да си направиш да ти биде забавно и сам да направиш начин како да обстоиш у тоа, а тоа е начин како и после ќе обстоиш на работното место пред некој шеф, пред некој директор, пред некој предодреден. На тој начин младите во извидничка организација учат како да се борат со животот. Значи борбата со природата е борба со животот. Едноставно на тој начин ги учиме да едноставно дека сите ќе останат извидници и дека ќе бидат извидници нема, ама начинот на живот го учат со самиот престој во природа. Ако не го учат, ако нема таков пристап да самите се борат, кој што се борат и лисиците и ластовичките и исто и човекот припаѓа у тоа множество на животни. И он мора да се бори и тука е поентата на извидничкото живење. Борбата за живот на непознат терен, да си подготвиш храна, да си подготвиш преноќевалиште, да престо да си го направиш тебе како ти одговара. Кога може едно врапче да си направи седалка, можеме и ние. Така. Ако се расприкажеме, ќе одговориме на многу нешта, ќе се вратиме ние на нашиот разговор. Јас ќе ги повикам и младите кои што имаат прашањата од студиот, да не изгледа да им ги земеме прашањата кои што ги имаат пред време. Така одиме со рубриката Отворено друштво, да ги слушнеме прашањата од Жешкото столче. Ете и после долгото ваше учество во извидниците, како извидништвото влие врз развојот на карактерот на младите и како тоа ги подготвува за идните предизвици? Значи вака, во овој дел одговорот мој е следен. Значи во извидничката организација постојат 3 принципи. 3 принципи и тоа обврска кон себе, обврска кон другите и обврска кон духовната реалност. Ние малце сме поразлични од англиските скаути, кои што тој принцип обврска кон духовна димензија, кај нив обврска кон Бога, но ние како, да кажам, не толку наклонети кон вероисповеста, го ставиме кон духовната димензија. Значи, обврска кон себе. Кога ја како извидник одам, влегувам во некаква извидничка активност, прво имам ради обврска кон себе, да бидам примерен, да се представам пред локалната средина кој што треба, да бидам типичен корисен граѓанин на оваа локална заедница. Понатаму, обврската кон другите, значи јас сега сум старешина на извидничкиот оддел Димитар Влахов. Имам обврска кон другото членство. Значи јас морам да водам грижа и за останатите членови, за она останато големо семејство на извидници кои што се позади мене, моите водачи на патроли и членството кое што они го водат. И обврска кон духовната димензија. Значи јас морам како старешина, а и секој кој што е во извидничката организација мора да водат сметка за духовно надградување. Духовно сега да не бидам сватен дека тоа одиме во гранката на вероисповест. Значи секој на собствен начин духовно се самоисполнува. Некој ја сака музиката, некој спортот, некој природата, некој културата, некој храната, некој спортот, некој музиката. Значи со тие елементи кои ќе ги склопиме,
обврска кон себе, кон другите, кон духовната димензија, ние како извиници го градиме нашиот карактер за да бидеме според нашата мисија корисни граѓани на локалната и меѓународната заедница. Тоа ни се основните принципи и така функционираат не во Велес, не во Скопје, не во Белград, туку во цел свет, во 285 држави во светот. Скаутите така функционираат. Кажавте вие дека веќе 40 години сте извидник. Можете ли да ни кажете за некои најинспиративни искуства или приказни кои што сте ги доживеале? Па вака, можам да кажам многу, сама ќе издвоам неколку. Едно од тие некоја. 2007 година, 100 години скаутизам во светот, значи во Лондон бев контингент лидер, јас ги водев македонските скаути на централната манифестација во Лондон. Прв пат таму имав можност да бидам во лично присуство и примен од принцот Вилијам, уствари престолен наследникот на Англија, кој што во тоа време го подготвува за нешто што треба да следи и го меша помеѓу младите. Прв пат да се чувствувам дека некој води те гледа како македонец, значи прв пат некој те перципира како човек од држава Република Македонија. Јас сега преска ненамерно спомнав и Република Северна Македонија, но Република Македонија тогаш беше Република Македонија, тогаш бев представник, значи можам прв пат да се почувствувам дека сум некој фактор од некоја држава, затоа што во присуство на тогашниот амбасадор Мухамед Халилиев, првиот конзул Димитар Блажевски и јас да бидеме примени од принцот Вилијам во Бакингамска палата, а ти обично дете, 25 годишно дете, и таму нешто вау те примаат. Ме разбирате? Ете, тоа можам да кажам и си авторитет, авторитет кај што беа присутни 46.000 скаути од цел свет, локација 8 км на 12, поголемо од Велес. Значи, да ги и сите приеми кај што сум бил на сите европски собири и светски, пример, средбата со генералот секретар на Обединетите нации Бутрос Гали, можам да ја споменам, понатаму средбата со Вацлав Хавел, големиот реформатор во Европа, понатаму Вацлав Хавел, председател на Чешка, или Лех Валенса во Полска, големиот реформатор, синдикалецот. Ете тие моменти кога каде што сум бил представник на македонските скаути, благодејќи на моето искуство, сум бил примен од 18 министри за надворешни работи, кај што сме присуствували. Значи, ете тоа се придобивките кои што едноставно обичен извидник ги има постигнато, а можам да кажам дека голем број политичари во овие 30 години не успеле да се видат ни со еден министер за некаков генерално зборов. Ете тука е најголемиот успех во мојата политичка кариера, ја гледам таа. А поголем успех во тоа е што успеав да го продолжам скаутското движење во Велес како базично место кај што се појави скаутизмот во Македонија, тогаш во Вардарска бановина во рамките на Кралството на Југославија. И можам да споменам дека ги продолжуваме традициите на тоа што многу млади го започнаа, но еве сега ја успеам преку извиничка организација да го продолжам оној младински активизам во Велес. Мада ја веќе не сум во категорија на млади, но работам на полето за млади и млади. Така ви благодариме многу. Интересни работи има во извиништвото и се надеваме дека многу нови членови ќе се придружат на тоа и ќе Па се надеваме, значи ние се тоа ни емисијата да ја големиме целокупно извиничката организација како во Велес, така и во Република Македонија, но сепак и повторно ја преска ги бранев младите дека едноставно компјутерската технологија ги поклопила и ти има влијание, но сепак младите веќе имаат поширок спектар на активности и извиничката организација е атрактивна, но некаде сме тука, значи одржуваме добар континуитет на работа. Дека сме најдобри, не викам никогаш, но ете имаме добар континуитет на работа.
Андри, Ива, ако имате слободно што некој прашање, вклучете се дополнително. Може би ќе се надоврзам на Ива на прашањето, покрај овие достигнувања што ги споменавте и приемот во Бакингемската палата, има ли некои интересни приказни од средбите околу огнот, оние средби извиниците што ги имате, нешто посебно Има што премногу, можеме да значи споменеме? многу се, мислам, секоја извиничка акција е приказка за себе и мене сите ми се драги и мили и не можам да кажам ова е моја најдобра, значи едно од приказните е, можеби по интернет гледат, има една единствена слика на Тито, на маршалот, е слика со мал извиник. Испадна муабет дека јас сум бил тој дека со Тито сум се сликал. И почна... Не се фотограф. Мислам, кој бев ја па Тито да ме у Белград, да ме однесе, како било, луѓе, тоа нема врска, викам, како кај, а тоа е некаде 85-та година сликано, и приказа, ти си бил со Тито сликан, како Тито тебе баш те најде, кој Тито, кај, ни Тито, ни ништо, мислам. Ете, така испаде некој муабет на многу сум личал на тоа детенце кој што е сликан со тогашниот маршал, мада некојаш ми малци ме нервира тоа кога. Па може би со марамите постојано ги има. Така да, морам да кажам дека тоа на Стевче што ме праша, секоја акција си има своја, значи приказна и тоа се многу големи приказни, значи јас издадов една монографија. Па да, монографија за 50 години, сега ја спремам за 80 години извинички одел Димитар Влахов, во таа книга има доста веќе буквално ваков тип на приказни кои што сме ги Приказните покрај огнот. Па Логорскиот огнот. тоа ќе бидат извиниците. приказните кои што се она што сме го доживеле, јас со моите сите соработници. Јас борувам ама ако не е соработка мојата екипа која што стои зад мене, јас никогаш немаше да бидам тоа што сега стана во извиничката организација. Јас веќе воопшто не ни размислувам за некакви раководни функции во телата на Сојузни извиници Македонија, некои. Мене ми е битно од Велес да го има трендот на извинички град, на скаутски град. Во едно мое истражување со покоен Љупчо Данов најдовме дека една слика која што тогашниот Васил Ѓоргов се дружи со Кочо Рацин. И кога ја подготвувавме 65 годишнината на извиничкиот Димитар Влахов, во тие некои истражувања и разговори од стари, од повозрастни луѓе од извиничката организација, дојдовме до еден податок дека Кочо Рацин во периодот 38-39 премногу соработувал со Васил Ѓоргов и им помагал, он како деклариран социјалист и човек кој што се грижи за социјалниот живот на младите и на генерално, премногу работал и многу помагал на младите скаути на тие првомајски излети кои што ги организирале тогаш социјалистите у град Велес. Премногу вложувал напор да им ја пренесе социјалистичката идеја, социјалното живење, унапредувањето на животот на младите. Така да, јас сега многу почнав да работам и истражувам на тој да одивам стварно, има можност да се најде. Дали стварно, мислам, пазите, Кочо Рацин со извиници, ама ете, неговата работа на социјалниот живот на граѓаните во Македонија, во Велес, повлеко и дека работал и со младите скаути во тоа време. Значи, многу е широк спектарот на работа и многу луѓе се инволвирани во оваа извиничка приказна, генерално и во Велес и во Македонија и во светот. А се случило ли, например, или колку луѓе имате изгубено во шума некога се случило? Немаме изгубено, ама имаме многу најдено. Најдено. Имаме многу најдено по реката Вардар, сега во последно време кога почнеме да пловиме, имаме многу најдено изгубени сограѓани, велешани и од Скопје и од потечението на река. Кога го споменавте Вардар, неминовно е да ја споменеме регатата. Па вака, значи регатата... Што се случува на тоа? Регатата... Поле. Вардарската регата Гемиџи како активност не ја измисли Гушев Ангелче, туку таа постоеше. И историски постоела. Има приказна. Постоела, значи до 1867 година кога не почнал Чув да прави возот за Солун,
додека не почнала да работи железничката станица, железничката пруга Велес Солун. Тогаш Како што сега не работи железницата, изгледа ќе се вратиме Ќе се пак на вратиме. регатата. Значи, еден турнус на стари кајакари, стари извидници, стари активисти, 10-11 регати направиле и прекинала регатата. И од тие поранешни регаджи, не замолија, може и да почнеме да ја активираме наново регатата. И после тој турнус уште 15 нови регати направивме. И тоа е едно, можам да кажам гордство, што сум еден од главните организатори на Вардарската регата Гемиджи. И сакам да напоменам дека регатата како бренд на град Велес, кој што мора да дефинитивно да премине во градски бренд, регатата има и една голема еколошка компонента, која што многу пати ја раскажувам на луѓе и во Министерството за животна средина и во Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот. Значи, многу е лесно да го гледаме ние Вардар кога си патуваме од аутопат, па си гледаме реката како си тече, ама кога ќе влезете у Вардар е многу подруго. Што се може да се Се најде. може да се најде. Тоа е Вардар е едно многу деградирано место. Вардар е толку уништена река, за жал. Ни станува збор за најголема река. Станува збор за река која што е носечка во Република Македонија. Сите тие сепарации кои што држава има возможност на некои приватни фирми да стопанисуваат со природните богатства, со тие сепарации го уништија Вардар. Го сменија текот на Вардар, го изфрлија ѓубрето на Виделина, со тоа се премногу ѓубре испадна на Виделина. Нема служба која што ја контролира еколошката состојба на реката Вардар и многу треба да се посвети внимание на работење на еколошката заштита на реката Вардар. Кога во овој момент индустријата воопшто не е насочена кон отпадните води, индустријските отпадни води кои нема веќе насочени кон реката Вардар, кога сега веќе немаме такви отпадни води, сега е моментот и шансата да на реката Вардар оваа држава Република Македонија посвети поголемо внимание. Тоа што го направи во Скопје со 2014 капак на Себеше, го уништија Вардар во централното градско подрачје на Скопје. Со саемот и со новите таму градбише плюс го уништија Вардар и со овие сепарации кои што ги споменувам. Значи секоја година кога ќе влеземе во Вардар е жално да влезете во Вардар. Јас оваа година ја проширив регатата и сега регатата почнеме да ја весламе од Скопскиот дел, значи некаде од Зелениково, Таорска клисура, Зелениково, тој дел. Тој е уште најубавиот дел до Рајко, до станицата Рајко, или до Железен мост. Тоа е останат најубавиот дел од реката Вардар. Не допрена природа. Зошто? Затоа што немат од Зелениково, Таорска клисура до Железен мост, нема пристап до реката Вардар. И не може секој да фрли ѓубре. Човекот не влегол во длабочината на природата. Нема пристап. Ние весламе со ризикот и нема кога весламе надоле на кај Демир Капија, Неготино, Евгелија, таму нас те прати возил. Ваму нема кој да те прати. Значи ваму си сам во водата. Се е клисура. И тука е се уште од пристапот, немање на пристап, Вардар е зачуван. Уште се чувствува на миризма на реката Вардар, на вардарскиот мирис постои. И уште тој дел некако не е деградиран. Од Велес надоле веќе до Евгелија е катастрофа. Сега се надеваме дека ќе видиме состојбата на реката Вардар од Евгелија до Солун, затоа што има големи шанси оваа година Вардарската регата Гемиджи да ја продолжиме до Солун, значи да ја извесламе. Кој дел е пловен или непловен едноставно од реката? Како доаѓа? Каде мислите? Непловен дел, кој дел од реката, на колку места има? Непловен дел, тежок дел за пловење, дел доле пред Евгелија. Марвинци, тој дел. Значи таму е Вардар раширен, ако имате грб во ветер у грб, оди веслојте. Чамец мрда тука па тука. И плитоќе, ама добро, се весла. Сега сакам да кажам дека сакаме да го видиме и Вардар, да го видиме до Евгелија, од Евгелија до Ливот. Ама, ние бевме веќе на првичен состанок со грчките скаути, солунските скаути, и они не го познаваат Вардар или Аксиус понивно. Таму Вардар пред вливот во Егејското море, Вардар има делта, кој што има делта од 9 краци. Од првиот до 9 крак
11 километри. Да, големо Големо растојание. Национален парк. Никогаш не влегле ни грчките скаути, не знаат, значи. И сега проблемот е да видиме кој крак, дали првиот, третиот, петиот или деветиот, кој ќе биде се. Сега за Бргу ќе одиме повторно за Солун да утврдиме во кој крак да влеземе во тоа разгранување на Вардар, во таа делта, за да можеме да стасаме на Солунското пристаниште кој што стасале нашите гемиџи пред 121 година. Значи, ако се е како што треба, значи после 121 година велешките гемиџи ќе пристигнат повторно од Велес до Солун по воден пат. Тоа е идејата која што веќе многу сум благодарен на грчките скаути. Луѓето дали сега се прават паметни или не знам Отвореност на соработка или си играат поголема. играчки со нас, као зошто до сега не побаравте, па проблеми. Случајно не блокиравте. Кој проблеми? Они Нема кој проблеми. проблема? Како нема проблеми? И ми ја сменивме све и свашта направивме. Нема проблем. Добро, нека е така и окей. Значи ние нашата поента е да оваа година пак ќе речам големи се шансите Велес Солун да го означиме, па макар била и сега и прва, па и последна, ама после 121 година ликот и делото на велешките гемиџи од Велес до Солун им го извесламе нивното патешествие кој што го имале. Ние немаме намера таму во Солун да ги имаме и револуционерните активности, но сакаме она туристичка атракција да премине како туристичка атракција и едноставно луѓето да се вратат на тоа сплаварење, на тој живот во природна вода. Значи ние некаде ако биде секако што треба, заминуваме и после доаѓањето на едно од краците од делтата на Вардар со галиите на солунските скаути се влегуваме во Солунското пристаниште. Луѓето многу сакаат, имаат интерес, може им се погодивме оваа година, бидејќи ќе слават 110 години скутизам во Солун, па може им се погодивме таман како меѓународна Регионалната соработка мора да постои. И мислам дека ова градот Велес дава поддршка, општина Велес дава поддршка, но мислам дека поддршката треба е многу поголема и од државата и од овие институции од типот на Агенција за промоција на туризмот, Министерство за животна средина да не поддржат, бидејќи ние многу со самото тоа пловење по реката Вардар утврдиме многу еколошки проблеми кои што им ги пренесовме во Министерство за животна средина. Луѓето безпрекорно ги прифана, едноставно вика нема кој да ни каже. Да. Оти никој не влегол. А ние влегуваме 100 луѓе, 50, 70. Значи секој на свој начин ја гледа и каже, ваму има проблем, таму има проблем. Овде има канализација, ваму има починато тело, значи преска. Значи премногу има работи кои што некој не може да ги види у Вардар. Тоа е убавината на вардарската егата, едноставно го обележуваме ликот и делото на гемиџите, ама и даваме еден друг пристап од еколошката компонента, значи даваме и заштита, се трудиме да го заштитиме Вардар како најголема река во Република Македонија. Така, ми се допадна она што го рековте дека каде човекот нема влезено во природата, во делото од Зелениково до пред Велес. Ете, таму нема. И таму е зачувано. Така, како, например, со вашите активности што ги имате во изведништвото, како и на кои техники во природа младите ги учите, како да не остават отпечаток кога се во природа, бидејќи нели се популарни, еве сега ќе дојдат повторно нови шумски пожари или луѓето кога одат во шума, многу пати остават не само отпад, но и опасности со кои што се предизвикува пожар. Значи, Стевче, ние како работиме? Ние со сите локални самоуправи на Велес и на Чашка, бидејќи Чашка ни е поради извиничкиот дом во Голозници и нашите доме во Велес, тие две општини се некако како таргет општини кои што премногу работиме, мислам таму ги реализираме активностите. Со сите градоначалници во нашиот град и во општина Чашка сме имале безпрекорна соработка и со активностите на извиниците нашето членство секогаш сме дале поддршка на она што е претходно направено проблем. Значи, ги имаме средено сите можни депонии во општина Чашка. Во град Велес не знам каде уште немаме работено на еколошките проблеми.
поаѓајќи од фактот дека ние ја водевме и зелената коалиција која што ја затворивме топилницата со нивното соработењето на топилницата раскрстивме ние со уште 5-6 организации. Секогаш нашите извиници, нашето членство спонтано еколошки размислува, значи едноставно нема ѓубрето кој значи се знае ѓубрето се собира и на терен кога си на и кога има ориентација во природа. Значи ѓубрето е во ранец. Шишето пластично е во ранец. Нема оставање некаде кај што работеле некаква активност. Дури јас имам архива од мал милион диви депонии кај што сликале мојве. Извиници, и сликано е се знае. Пример, се парафразирам. Село Еловец, чашка, депонија. Село Раковец, депонија. Значи ги имаме сликано. Значи нашите извиници едноставно тоа не е ништо проблем. Телефонот так сликаш и веќе го имаш како податок. И на тој начин ние ги знаеме сите еколошки загадени подрачја. Ние на кој начин и нашите големи реакции на вливот на Тополка во езеро во хидросистем Лисиче многу пати реагиравме на нехигиената на отпадот кој што го фрлаат од горно јаболчиште, долно јаболчиште. Не дека ние нешто посебно многу, ама на многу пати го актуализиравме проблемот и го решија проблемот, бидејќи цел Велес пие вода од тој хидросистем. И едноставно некојаш не е дека треба да се засукаш и да собираш ѓубре и едноставно и ако го лоцираш и го пријавиш кај што треба до некои надлежни институции, го решаваш проблемот. Тука е што нашите извиници го знаат тоа. Дека они ќе отидат сега ќе начело, не туку го лоцираат, има представникот один наш го пријавува проблемот. Така. На тој начин даваме сигнал дека има проблем еколошки. Ние работејќи на маркирање на планинарски патеки, најдовме римски мост во близу селото Лисиче кој што никој не го знаеше. Пример. А тоа е во каталогот на историско културно наследство. Пример. Значи, самиот престој во природа ни овозможува да лоцираме дадени проблеми и ги сигнализираме. Тоа е најголемата придобивка кај нас. Значи, ние дека ќе го решиме, ние не можеме, ние сме 30, 40, 50 членови. Не може да изчистиме некоја депонија, ама кога ќе го лоцираш може да мотивирате активност. Кога ќе го поттикнеш институциите кои може ќе рече, не, ако им се сервира правата информација на институциите, си ја работата. Дали ваја власт, таа власт не навлегувам. Секој си на некој начин си ја работи работа. Секоја политичка опција бара начин, екологијата им е многу во врвот на агендите. Така. Да знаете, мислам, на тој начин нашето членство е едуцирано да сигнализира, ги детерминира еколошките проблеми. Јасно. Драго ми е што ја спомнавте борбата против загадувачот што беше 50 на години во Велес, така, и што бевте дел од таа зелена еколошка револуција и еден од предводниците. Ние во горе-доле секој од подкасти ја вклучуваме некои од лицата кои што биле. Некои сега поради оптегот на изборите нема да можеме во овој дел да ги вклучиме, но верувам во некоја наредна прилика нив ќе имаме можност. Вие не сте во политика сега. Јас сум многу среќен што останавте во граѓанскиот сектор. Сите отида во политика од тие кои што на некој начин ја водевме зелената коалиција, тие веќе голем дел влегува во политика и малци им е тешко сега, не може да зборува толку неформално, ама јас тој проблем го немам. Но може да ги искористиме како поддршка, да. Патиме еден повик, што е потребно да се поддржи, што може како општество да поддржиме за да се вклучат младите во сите овие убави активности што ги имаат изведниците. Значи, и како да се поддржи вклученоста на младите да ја разберат значењето на природата, зачувувањето на природата преку овие активности што ги имаат. Најголемата поддршка е каде што ќе се појави името на нашата организација Извиничка Димитар Влахов. Значи, да нема обструкции во она што го поднеле кој документ. Барање за проектна апликација. Јас стално се залагам за тоа. Во Министерство за животна средина ќе речем. Значи, ние развивме со Министерство за животна средина прекрасна соработка. Значи, нема
имаме реални факти кои што ги работиме проектите и реални производи од проектот. Ама пример со Агенција за млади и спорт, можам да кажам јавно, јас и со сите директори сум разговарал, не забораваат, а поддршката од Агенција за млади и спорт не е максимално добра. Јас само сакам да кажам еден пример, еден податок. Сега има регистар на младински организации и организации за млади. Ние како извици први број 1 е нашето решение. Експресно ни го издадува. Да. Ама поддршката ја немаме. Тука е проблемот. Тука нашите политичари треба да бидат тие пари, тие средства финансиски кои ќе ги наменат, Да се гледа дека сепак се работи за на поголема организација. Тоа сакам да кажам, значи не може да не поистоветуваат со некои организации со етнички презнак, па припаѓале ваму, припаѓале лево, припаѓале десно, припаѓале на албанскиот блок, на турскиот блок, мислам, тоа најќе ме нервира. Извидниците се организација за сите, За така. сите, значи ние имаме од сите националности кај нас е членството. Не ги гледаме ние така работите. И тука ја ставно со сите можни политичари што поминале во овој град во овие 30 години, со сите сум го барал тоа, значи дајте ја само поддршката и кај што ќе треба, крај крајва дигнете го телефонот и да ја завршиме работа. Поддршка ни треба, уште не гледаат како нека организација дека сме као млади, млади, значи и сите ти младински организации го влечат тој проблем. Вие млади нешто виделе па им текнало, мислам, некако не сваќаат сериозно во таа работа. Елаборирав мал милион работи што сме ги направиле. Но нашето живење продолжува. Ние прославивме лани 70 години. 70 година сме на територија на Република Македонија, на град Велес, најстара младинска организација во Република Македонија. Сите политичари од Велес како така мора еден ден да соработуваат и да не гледаат малце поинаку статус да имаме. Јас многу ми е криво што генерално кога стои на Извиници Македонија не добивме статус на организација од јавен интерес, како што го има Црвен крст. Којато се охи, значи ја немам тоа. Требаше да добиеме, доколку добивме организација од јавен интерес, многу подруго и многу поголеми акции ќе имавме можност да направиме. Ние во Велес, колегите во Скопје. Така, колкава е бројката денес на 25 извинички одреди се во Република Македонија и тоа веќе од пред 10 години бевме 12, веќе станавме 25. Генерално членството во Европскиот регион е пријано околу 3.500 извиници. Така и ние плаќаме членари во Европскиот регион и во светската организација и плаќаме по број на членови. Околу 3500 ни е годишната бројка, што генерално ние припаѓаме во сојуз од среден обем. Па и политички партии може да ви подзавидат. 3.500 извиници, значи што генерално ни е добра бројка и како таква не перципираат како одлична организација во Европскиот регион и добро функционираме. И едноставно Македонија како извиничка организација има голем рейтинг. Дури веќе и од категоријата С преминуваме во категорија Б, а тоа е категорија Б, сега на сите меѓународни активности да плаќаме и поскапо, котизацијата ни е зголемија на тоа. Ама, значи, рейтингот расте, капацитетот се зголемува, јачината организацијата е голема, значи, нема веќе тука играње, значи ние сме веќе како сериозен тип на организација. Последниот 20 години многу вложиме во Сојузот на извиници Македонија да профункционира како што треба. Ние бевме тие кои што го формиравме и првиот младински совет на Македонија, главните носечи на Национален младински совет на Македонија и многу наши кадри од Сојуз на извиници се беа и председатели на Младинскиот совет на Македонија, веќе не постои сега Национален младински совет. Така да, општественото живење на извиниците во Македонија и во Велес е на високо. Пример, морам да кажам дека крајно сум револтиран од пример ние како извиници немаме представник во локалниот младински совет на општина Велес. А имавте добар допринос со фондацијата Фокус во поглед на младинскиот Ама сега немаме. младинската организација. Зошто немаме, нека се запрашаат тие што гласа. Малце, јас бев противник на тоа да веќе и партиципираме, бидејќи таму политички се, не сега, секојаш политички ги поставува младинските совети и затоа младинскиот совет
генерално никош не профункционира во град Велес, кој сака нека биде, ја можам да отворено да му кажам дека не со еден, со друг, со трет, со пет градоначалници, со сите, никош не му профункционира младинскиот совет, од локалниот младински совет, затоа што по партиска линија не може да се бираат младите. Туку треба да се бира по врзоста на потребата на младите и На врзоста активизам, на инволвираност. Тоа е. И капацитетот на организациите. Се појави некои организации, вчера регистрирани, но во ред. И многу ни е подобро што вака сме малце по страна, но сепак без нас не може многу активности да помине. И гордствам на тоа што политичкото влијание кај нас не успеа да не ни на ваму ни таму да не сврти. Имаме неутрален однос кон сите, со сите политички опции сме разговарали и разговараме и соработуваме со сите. Бидејќи тоа е општествено живење и мора така да функционираме. Едните се сега, другите се после, ама мора да се живее во градов. Мора со сите да имаш коректен однос, за да можат тоа што го планираме да го оствариме. Професоре, важите за еден од омилените професори. Јас и кога споменав дека ќе ни бидете гостин и кога потврдивте, беа доста радосни од тимот, затоа што голем дел од тимот ни се од средношколците каде што и предавате. И им од предавам. другите, да, и предавате. И од другите училишта, ве познаваат и од градот, и од Извиднички, и од Одред. Ви посакам многу нови успеси. Јас сакам само што ова да го Така, споменам. слободно. Да. Значи, тој квалитет на работа е на нашата организација. Преска спомнав, секоја година во една од поранешна социјалистичка република на Југославија, минус Словенија, имаме собирна постари извидници. Тоа пријателство од 40 години си го продолжиме. Сега сите сме луѓе, јас сум генерално у таа комбинација меѓу најмладите, има и 60, 70, 80 годишни извидници, ама една република е организатор. Оваа година бевме во Стубичке Бистрице, во Стубичке Топлице, се извинувам, во близу Загреб. Хрватите беа организатори. Лани бевме ние во Негорски бањи, бевме собиро. Такви 10 собири има одржано. Од тие неформални дружби на наши генерација и постари од мене, оваа година успеавме во регионалната канцеларија за млади, Рико во Тирана, да добиеме проект кој што сега за овој пролетен распуст, Великден и 1 мај како е поврзан, 100 извидници од Бања Лука, Ниш, Нови Пазар, Велес и Маврово 10 дена живеат во Гозници заедно. Значи дефинитивно не препознале и од европските фондови. Значи тоа заедничко што сме го, можеби и у кафана сме го правеле мојот, ама кога го ставивме на хартија, помина. Значи генерално тоа што го договараме како партнери бившите ју републики мине и во сега и во ВБФ фондацијата очекуваме да не препознаат, имаме и таму апликација доставено, така да работата на извиниците генерално од бивша Југославија функционира како едно. И се уште сме, пак ја повторам, не ме сваќате дека сум југо носталгичар, ама нашите добри врски, добри програмски активности допринесуваат да младите се дружат. Значи, кога од Нови Пазар сега или од Бања Лука ќе дојдат у Велес, не у Велес, у Голозници. Но и при тоа да бидат вклучени во позитивни активности. Активности, да. Во еден тип на неформално од пороци, едно неформално мировно образование. Така да, веќе со ова и проектот кој што го работиме со Европска унија за граѓанска отпорност и овој со Рико дефинитивно заокружуваме една европска агенда на извинички Одред Димитар Влахов. Така. Значи, веќе многу повеќе одиме буџетски сме способни да имаме капацитет да тераме проекти кои што финансиски можеме да ги менаџираме многу со поголеми буџети и поголеми и подолготрајни активности, не за 3-5 месеци, туку година, 2-3, значи таков тип на проекти. Ете тоа е гордоста моја како старешина, тоа што успеав да го донесам моето членство да работи активности кои што се долготрајни. И доходовни во смисол да можат младите да можат слободно се движат по поранешниот југ простор, тоа што преска го започнав и реков ќе не се дорзам на крајот. Ете, повторно доаѓам до ситуација да младите од Велес можат слободно да се движат, бидејќи имаат своји пријатели во Ниш, во Бања Лука, во Нови Пазар. Сега се и во Европската унија, нели по-глобални тие можности. Ете, тоа е многу битно. Тоа ми е многу битно и за секој сум се залагал тоа да можам на младите во градот да им овозможам да бидат слободно се движат низ
овие простори. Така. И јас уште едно прашање, дали мора да бидеш член на извидниците за да одиш на такви активности и се Не. тоа? Значи, ако сакате, слободно може да присуствувате на сите активности и да бидете вклучени во активностите. Значи, само ти кажам нешто. Влезеш ли еднаш готово? Ти ја врзаа рамата одма, да знаеш. Тоа сигурно 100%. Ти ја врзаа рамата одма. Да, така. Гарант ти го тврдам тоа. Марамата ти ја врза одма. Има начин тоа Значи како може и на така да се ти без да бидеш слободно член. може, значи слободно може и уствари тоа се сите наши кампови се широко отворени за сите, значи ние на територија на општина Чашка не се случува години наназад ништо. Од кога почнеме децата од Чашка успеа да испаднат од една рурална средина. Не дека они се криви. Не им се понудило ништо. Жално е, значи и тие децата само се возат Велес, Чашка, Нашково, Дочково, Нашково, вака. Сега многу повеќе видоа. Пример. Така, постојат можности. Ќе искористам еве за одјава можноста да ги поздравам воедно организациите кои што го направи овој проект. Ние сме дел од кој гарантиран проект. Тоа е Млади агенти на промената. Тука се Центарот за интеркултурен диалог Куманово, Сојузот на извидниците на Македонија и Центарот за истражување, анализи и новус од Струмица. Од дел од извидниците така сте и вие. Драго ми е што ви имавме за гостини, има уште многу што да разговараме. Верувам дека во некоја наредна прилика повторно ќе ги опфатиме сите можности и информации за извидниците. Јас искрено ви благодарам за поканата во XYZ, така? Така, тоа се младите генерации што ги представуваме. И ми беше чест да бидам гостин на овој подкаст и очекувам понатаму за секоја, доколку има потреба да зборувам, кога треба за млади, сум тука да зборувам колку треба и да го пренесам моето искуство во делот на младинското работење. Благодарам уште еднаш. Благодарам професор и вас. И дојдовме до самиот крај на денешното издание во подкастот XYZ. Верувам дека ви се допадна денешната наша тема и ве повикувам да ги заследите нашите социјални медиуми, кои што можете да ги најдете во одјавната шпица како линкови.